Председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска поднесе барање до владата за отпис на долг на јавното претпријатие Водовод. Ѓоргиевска бара владата да донесе одлука за обезбедување на финансиски средства на АД Водостопанство на Македонија во државна сопственост за отпишување на долгот во износ од 151 милион денари на јавното претпријатие Водовод по примерот на донесената одлука на владата за отпис на долг на комуналецот Струмица во износ од 84 милиони денари и Беровското претпријатие Услуга во износ од 6 милиони денари. На тој начин би се помогнало да се надмине тешката финансиска состојба во која се најде Водовод последните месеци поради енормното зголемување на цената за потрошена електрична енергија, смета председателката на Советот. Барањето за отпис на стариот долг на Водовод е поднесено на 2 септември, веднаш по завршувањето на седницата, на која мнозинството советници изгласаа заклучок со кој ја задолжија Ѓоргиевска да побара помош од владата. Во дописот испратен до владата изразив уверување дека по примерот на овие две општини ќе донесат бараната одлука со што ќе му помогнат на Куманово. Упатувам благодарност до сите членови на Советот за поддршката на оваа иницијатива која е од особено значење на ЈП Водовод и на општина Куманово. Верувам дека за сите следни чекори кои треба да се преземат ќе бидеме сплотени со ист заеднички став, заедно залагајќи се за подобар живот на нашите сограѓани. Мораме да продолжиме да работиме тимски, заеднички, со грижа и голема посветеност на наше Куманово. Куманово заслужува еднаков третман, како и другите општини во Републиката. Затоа очекуваме позитивна реакција од владата на РСМ. И директорот на Водовод Оливер Стојмановски посочува дека предпријатието тешко се справува со економската и енергетска криза. Ако за август месец очекуваме сметка од околу 12 милиони денари, за септември таа би изнесувала 15 милиони денари, потенцираат надлежните. Ако земеме во предвид дека за истиот период лани сметката изнесуваше негде околу 1.200.000 до 1.400.000 денари, можете да замислите колку е зголемувањето. Инаку ЈП Водовод Куманово во рамките на своите можности плаќа одредена сума на електрична енергија. Например, ако сме плаќале по 1.200.000, сега плаќаме некаде помеѓу 2,5-3 милиони денари, што исто така е големо зголемување, затоа што работиме, знаете, сите под блокада веќе со години и тоа е она што можеме да го поднесеме. Се преку тоа е веќе алармантна состојбата. Инаку водоснабдувањето во градот и пречистителната станица моментално работат редовно, без никакви застои или проблеми. Бараме помош од владата како она што го предложивме ние да бидеме третирани како домаќинства од втора категорија со цена некаде околу 5,2-3 денари по киловат час. Тоа е она што можеме да го поднесеме и е поголемо од пред кризата, поголема е цената од киловат час од пред кризата. Стојмановски истакна дека не само Водовод, туку сите предпријатија во државата се соочуваат со криза, а прва мерка која се најавува за справување со кризата е исклучување на пречистителните станици, што според директорот би довело до еколошка катастрофа.